Власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз темелно пристапува кон решавање на проблемите на граѓаните на Штип. Потврда за тоа се инвестициите во инфраструктурата, рекоа на пресконференција од локалниот партиски огранок. Студентите кои го посетуваат кампус 4 за да ги следат своите предавања, со години наназад немаа услови за движење пеш до просториите на кампус 4. Денеска се движат по нов тротоар со хортикултурно уредување, нови клупи и корпи за отпадоци. Поставено е и ново улично осветлување со нови LED светилки со 9-метарски столбови. Инвестицијата на локалната самоуправа за новото улично осветлување на влезот од градот чинеше 2,3 милиони денари. Дополнително 200.000 денари чинеше осветлувањето на новиот кружен тек кај населбата Пребек. А додека новиот тротоар и урбаното уредување чинеше 2,4 милиони денари, што значи дека инвестицијата на овој потек од градот чини 4,9 милиони денари. Но ова реагира од ВМРО ДПМНЕ. 2 години неработење не можете да го сокриете позади еден тротоар. Тоа е работа на општината и на јавните предпријатија, а не спектакл со кој треба да се фалите. Но мощне важно за граѓаните е каде се трошат нивните пари. Затоа во наредниот период ВМРО ДПМНЕ ќе излезе со информации за нерегуларност во тендерските постапки. Едно од јавните предпријатија сомнително троши буџетски средства, факт кој ќе биде ставен на увид пред пошироката јавност. Очигледно е во кој правец се движи вашата работа. Наместо проекти за напредок на општината и намалување на иселувањето на граѓаните, фокусот и на централно и на локално ниво е ставен на криминално делување. Тоа ве прави не само неспособни за владење, туку и несоодветни за менаџирање со јавните средства. Стои во реакцијата.